Уругваецот од Наполи Едисон Кавани се наоѓа на врвот на листата на желби на неколку големи европски клубови, но сумата која Наполи ја бара за него, а која изнесува 70 милиони евра, е нешто што во моментов е премногу и за клубови како Манчестер Сити, Реал Мадрид и Челси. Сепак според последните негови изјави, тој планира во престојниот летен преоден рок да ја смени клупската средина. Неапол е град кој живее за фудбалот, луѓето го обожаваат и каде да отиде никаде нема да го сакаат како што е тоа случајот со Неапол. Не толку одамна самиот Кавани изјави дека ќе му биде тешко да остане во Неапол доколку смета дека клубот нема квалитет да освојува трофеи. Нешто што оваа сезона сигурно нема да се случи откако тие ја изгубија битката за скудетото и испаднаа во Купот на Италија и Лигата на Европа. На АТП Мастерсот од серијата 1000 што се игра во Монте Карло се случија голем број изненадувања во осми на финалето. Вавринка со 6-7 и 6-2 го победи вториот носител Енди Мареј, а во следното коло ќе игра со Цонга кој беше подобар од Мелцар и со така со 2-0 во сетови 6-3 и 6-0. Томаш Бердих потврди во дуелот со италијанецот Фонјени. Чешкиот тенисер за 80 минути игра загуби со 2-0 во сетови 4-6 и 2-6. Противник на Фонјени во четвртфиналето ќе биде Ришард Гаске. Пласман во четвртфиналето избори и бранителот на титулата Рафа Надал, кој го победи Филип Колшрајбер со 6-2 и 6-4. Бугаринот Димитров ќе му биде противник на Надал во четвртфиналето, откако во 2 сета со 6-2 и 6-4 го елиминираше Флориан Мајер. Во последното четвртфинале рекетите ќе ги вкрстат Новак Џоковиќ и Јарко Ниеминен. Кошаркарите на Барселона се изборија за мајсторка во четвртфиналето на кошаркарската Евролига. Во четвртиот надпревар кој се одигра во Атина, каталонците славеа против Панатинаикос со 70-60 и израмнија на 2-2 во победи. Барселона доминираше од почетокот до крајот на мечот, а грчкиот тим ниту еднаш немаше водство. Хуан Карлос Наваро постигна 11 поени во последната четвртина од вкупно 17 на мечот, а одлична партија прикаже и Анте Томич кој даде 16 коша. Најдобриот играч на Панатинаикос, Диамантидис, заврши без постигнат поен и тоа беше главна причина што грчкиот тим забележа пораз. Најефикасен кај Панатинаикос беше Брамо со 15 коша, Скорцијанитис даде 13, а Стефан Ласме 12 коша. Вечерва се играат четвртите средби и од сериите помеѓу Анадолу Ефес Олимпијакос и КХ Лаборал ЦСКА Москва. Од денеска Хорнеци заминуваат во историјата, а Пеликанс ке владеат во Њу Орлеанс. Последниот надпревар по старото име тие го одиграа пред 2 дена кога гостуваа во Далас. Пеликаните по прв пат ќе настапат по тоа име на 28 јуни кога се одржува NBA драфтот. Пеликанот е птица символ на нашиот град и на регионот и веруваме дека под новото име оваа франшиза ќе процвета, изјави сопственикот Том Бенсон. Тој прво се обиде од екипата на Јута да го откупи името Джес, кој е најголем символ на Њу Орлеанс, но во Солт Лейк Сити ја одбија таа понуда. Така одлуката падна на името Пеликани. На почетокот од годината се појави идеја кај челниците на Шарлот Бобкетс за преземање на името Хорнец, кога од него ќе се откаже Њу Орлеанс, па најверојатно тоа повторно ќе се користи ново Шарлот, каде веќе се наоѓаше во периодот од 1998 до 2002 година.